министер, почитувани представници од Министерството за финансии, почитувани пратеници, почитувана јавност. Пред нас е одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите. Тоа не би било проблем доколку власта ова не го прикажува како ребаланс на буџетот. Всушност власта сака по скратени рокови во брза постапка и без многу образложувања да го измени буџетот за 2023 година. Кога се носи некој програмски документ како ребаланс и буџет, впрочем тоа има рокови утврдени со деловникот, каде што има 20 дена, каде што прво пратениците и јавноста треба да се запознаат со тој документ, а веднаш потоа да почне постапката на разгледување во Комисијата за финансирање и буџет, која што ќе има можност 10 дена да расправа по истиот, и веднаш потоа пленарната седница, која што 5 дена треба да расправа по буџетот. Сметам дека е особено несериозно на 19 да биде првото, односно изгласувањето неговата потреба и да се форсира брзо да дојде оваа одлука на комисиската расправа, затоа што ниту јавноста, ниту пратениците не се запознаени со содржината, особено кога се кратат 300 милиони евра од капитални инвестиции за финансирање на активности кои што се тотално непотребни барем во овој регион. Разликата, како што кажавме, тоа што во образложението за ребалансот на буџетот е обемно и офаќа компарација на првично планираните со предложените корекции кај вкупните јавни приходи и расходи, тековни макроекономски движења, макроекономски проекции за тековната година, остварување на буџетот во тековната година, како и што офаќаат измените и дополнувања на буџетот за тековната година и очекуваните резултати. Доколку ќе го погледнете ребалансот за минатата година, ќе видите дека образложението е на 20 страници, а целиот ребаланс е 500 страници, додека одлуката за прераспределба на средства која што е доставена нема ни половина страна образложение, односно точно 138 зборови кои што го имаат добиено пратениците, а за кои што треба да се одлучува за пренамена на средства, како што кажав, само од една ставка од 300 милиони евра. Дополнително, одлуката за прераспределба во својот нормативен дел е непрегледна и со тоа се отежнува правењето компарација со усвоениот буџет за 2023 година. Погоре наведеното е потврда дека владата повторно ја демонстрира својата сила и доминација врз законодавниот дом и изигрувајќи ги законите прави сериозни измени во буџетот во екстра забрзена и скратена постапка. Да можеа да стават европско знаменце, сигурно и ова ќе се обидевте да го пројдете на таков начин. Што вклучуваат промените, а власта не ги наведува во образложението? Приходите од данокот за додадена вредност се намалуваат за 120 милиони евра. Ова е многу силна измена од повеќе аспекти, особено што во услови на двоцифрена инфлација, кога сите производи се поскапени, поголем износот на ДДВ кој што се прибира. Например, 5% ДДВ на 1000 денари сметка за храна е 47 денари, но на 1200 денари 5% е 57 денари ДДВ кои што треба да завршат во буџетот. Тоа е за 20% повеќе прибрани средства во буџетот поради поскапување само на храната. Дополнително да се подсетиме дека власта го зголеми и ДДВ-то на струјата од јули. Сето ова укажува дека народот е многу посиромашен од тоа што владата мисли, односно кога ќе ги трнете розевите очи, успаја дека данокот на потрошувачката, односно данокот кој што се инкасира врз сметка, како што би се нарекува потрошувачката, односно мало потрошувачката, едноставно не се слева во буџетот заради тоа што народот се помалку троши, не заради тоа што не може, туку заради тоа што граѓаните едноставно немаат. Власта преку воведување на арач на успешните, така наречениот данок на солидарност, како што тие го викаат, собира дополнителни 50 на милиони евра кои се гледаат во делот на даноци од доход, добивка и капитални добивки. Најверојатно како резултат на покачувањето на нафтените деривати, власта очекува дополнителни 10 на милиони евра и од царини и другите даноци од меѓународната трговија. Она што останува енигма е на што се должи зголемувањето на речиси 50 милиони евра на такси на користени или на дозволи за вршење на дејност. На крај власта планира да повлече 150 милиони евра пари од домашните банки преку долгорочни обврзници. Наместо тие свежи пари да останат на компаниите кои што би ги искористиле за нови инвестиции или подобрување на ликвидноста, власта решава да се задолжи на домашниот пазар за дополнителни 150 милиони евра. Власта вели дека зголемувањата се во делот на плати и надоместоци за јавниот сектор. Сметавме дека платите во јавниот сектор треба многу порано да бидат покачени заради две причини. Прво, заради тоа што инфлацијата за овие 2 години е двоцифрена, изнесува над 30%, односно инфлацијата на производите кои што се од аспект на исхрана на пијалоци се зголемени за над 50%, нешто што го кажува и Заводот за статистика како релевантна институција за следење на тие цени. Каде крати владата?
Тоа се капиталните инвестиции кои власта не успева да ги реализира поради неспособност и тоа што традиционално ги предимензионира за да во овој период од годината да ги префрли на ставки кои што полесно ќе ги исполни кон своји фирми. Еве ќе ве потсетам, пред скоро 9 месеци тука разговаравме и скоро секој пратеник од мнозинството велеше златното правило на поголема сума на капитални инвестиции, поголема да биде од дефицитот. 800 милиони евра предвидовте, кажувавте дека тоа е историски највисоко, дека ќе се реализира, дека никоја влада претходно толку не реализирала, за да еве во 9-тиот месец, бегајќи од ребаланс на буџет, и погледнеме во очи на суровата реалност. А која е реалноста? 300 милиони евра се кратат, а овие кои што се реализирани на две ставки. Прва е помош на ликвидност на ЕСМ, за да земат плата, не за да изградат некоја централа или да инвестираат во дополнително производство на електрична енергија, а втората е префрлување пари на Бехтел и ЕНКА, конзорциумот, од кој што тие суми на средства имаат оставено само 3 работи во државата. Тоа се таблина од почнување на активности, кои што повеќе ги нема освен металната постава која што е направена од шипки. Значи ние сме потрошиле толку пари за средства каде што граѓаните не може да го видат комплетниот или конкретниот импакт на теренот заради тоа што во оваа држава капитални инвестиции скоро и да не постојат. И оние трикови на докапитализирање на тие средства преку брзи кредити, преку развојната банка или преку префрлување на средства во ЕЛЕМ, како што тоа го направивте лани, едноставно нема да ви купат ден повеќе на вас заради тоа што граѓаните преку капиталните инвестиции упојмуваат тоа што е конкретно направено за нив. Со оваа одлука за прераспределба се кратат десетици милиони евра и од армијата, односно од Министерството за одбрана. Македонија е една од земјите која испрати своја воена опрема во Украина, но власта наместо да ја замени со нова и современа, тие средства повторно се кратат. Се прашувам што ли ги лажат нашите стратешки партнери во НАТО кога им кажуваат дека парите за модернизација никако да се реализираат. Над 1 милиарда денари се кратат само за оваа намена. Владата крати и од управувањето и заштитата на води, третманот на отпадни води, просторни планови и унапредување на животната средина. Меѓу другото се кратат и предвидените средства за хидросистемот Зретовица. Жалиме што власта не успева да ги реализира инвестициите во изградба, опремување и одржување на градинките, па сега и тие средства ги крати. Над 1 милион евра се кратат за градинки и нашите деца ќе бидат на листа на чекање затоа што неспособните од власта не може да реализираат 1 милион евра што се предвидени 9 месеци однапред. Односот кон пензионерите го гледаме и затоа не сме зачудени што се кратат и инвестициите во домовите за стари лица во износ од 300.000 евра. Без малку нема ден да нема вознемирувачки прелог на ТВ дневниците на националните телевизии каде што пензионерите буквално плачат заради тоа што не може да купат ниту леп. Загрижувачки односот на власта во образованието и таму по кој знае кој пат се кратат предвидените средства од споменикот на неспособноста на ДУИ и СДСМ, тоа е зградите на ФИНКИ и на ФФК. Освен за оваа намена, власта не може да реализира инвестиции за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, како и за спортски сали. Ајде каде што се неспособни да ги завршат зградиве, ајде каде што е од инает и од немукает да вложат во високото образование, дури и овие средства ги кратат. Нема да има дополнителни средства, напротив ќе се скратат за изградба на основни училишта. Исто така нема да има нови средни училишта затоа што власта сега ги крати тие пари. Нема да има нови градинки бидејќи некој во Министерството за труд и социјална политика одлучил дека тоа не е доминантна потреба на граѓаните. А што е доминантна потреба? Како што кажав, да можат фирмите кои што се донатори на партиите на власт, ДУИ и СДСМ, да добиваат тендери, а тоа ќе го докажам со емпириски пример понатака во мојот говор. Од клинички центар во Скопје АБЕР нема, иако досега можеше да биде изграден, наместо да се соочиме со арбитражна постапка од која ќе излеземе со плаќање на милионски суми. За програмата во која е содржан и клиничкиот од Штип се кратат половина милион евра, а за општата болница во Кичево близу 400.000 евра. Тоа беше онаа болница каде што ковид болните пациенти ги згрижуваше во шатори, додека онаа болница во Штип, за кој што толку загрижените пратеници од власта кажуваа дека не се гради во, би кажал, посакуваното темпо, за да после Европската банка за обнова и развој ги повлече средствата и претрпиме уште еден срам. Ова се проекти кои државата ги реализира од сопствени средства, од нашите даноци кои што секојдневно ги плаќаме. Но што е со средствата со кои што си имаме задолжено и Македонија плаќа камата? Од проектот за управување со отпад финансиран од ЕБОР, годинава нема да реализираме близу 2,5 милиони евра. Ова е од вашиот коалиционен партнер кој што кажуваше на премиса рачињата во медот за кој што СДСМ беше и обвинет и досудена пресуда дека шири лажни вести.
Во областа на земјоделството обезбедени се пари за модернизација на земјоделството и програма за наводнување, но годинава, иако власта предвидела, нема да реализира 4 милиони евра. За општините знаеме дека власта со прст не мрднува, особено после локалните избори во 2021 година, кога ја слушнаа пораката од граѓаните, и токму затоа од проектот на Светска банка за финансиска поддршка на општините за развојни проекти ќе останат нереализирани речиси 2,5 милиони евра, а преку рамномерен регионален развој ќе бидат скратени дополнителни 1,5 милиони евра од капиталните дотации до единиците за локални самоуправи. За студентите, уште пред неколку години се изгласа кредит со кој Македонија зема заем за енергетско ефикасна рехабилитација на студентските домови, но од тоа нема абер и затоа повторно остануваат нереализирани 1,5 милиони евра. Власта се фали дека инвестира во железничката инфраструктура, но од приложеното гледаме дека 20 на милиони евра наменети за инвестиции во железничката инфраструктура обезбедени од ЕБОР и годинава нема да бидат реализирани. Ова се средства кои што се повлечени, за кои што ние плаќаме камати, а заради неспособноста на власта едноставно нема да бидат искористени. Без капитални инвестиции нема развој. Не постои извештај од меѓународна економска организација која ни воочува дека продуктивноста ни е ниска, а покачувањето на платите вештачко што доведува до покачување на цените, а со тоа и се повеќе граѓани запаѓаат во сиромаштво или имаат влошен животен стандард. На Република Македонија е потребен рестарт, особено во економијата, затоа што со ова темпо ќе се закотвиме на дното и ќе бидеме најлошата економија во регионот, титула која што непопуларно ја носиме веќе 6 години. Дополнителна причина зошто власта избегнува да направи ребаланс е погрешните макроекономски проекции што ги достави до собранието со буџетот за 2023 година. Власта ветуваше економски раст близу 3%, а инфлација од 7%. Според последните проекции на Министерството за финансии од март оваа година растот се намали за 2,7%, односно на 2,5% се извинувам, а инфлацијата се очекува да биде околу 9%. Бегаат и премиерот, и првиот заменик премиер, и Министерството за финансии од нови ревидирани проекции за 2023 година. Прашање е дали растот ќе биде 2%, а инфлацијата за првите 8 месеци изнесува 12,2%. Треба сериозно намалување да има во последните 4 месеци, за да и оваа година не ја завршиме со двоцифрена инфлација, нешто кое што искрено не верувам. Ајде збор да и за инфлацијата. Кај храната и безалкохолните пијалоци рушиме рекорди. Откако е формирана оваа влада, август 2020 до август 2023, поскапувањето според Државниот завод за статистика, не според Бојан, Љупчо, Дафина, Тони или било кој, туку според Државниот завод за статистика е 44% почитувани. Кај некои прехранбени производи поскапувањето и повеќе од двојно, а ако сакате да знаете кај кои производи, излезете на зелените пазари и по маркетите да поразговарате со граѓаните. За струјата сте махери и ги доведовте домашните енергетски капацитети пред банкрот, а државата уплаќаше и гарантираше стотици милиони евра, но повторно струјата е за близу 50% повисока на домаќинствата, а фирмите едва ја преживеа минатата година. И плаќаа најскапа струја во регионот, што сериозно влијае на нивната конкурентност. Отидете во било која комора, ќе го слушнете истото што сега јас ви го говорам. Транспортот има сериозно поскапување кој изнесува 35%. Инфлацијата е сериозен проблем, освен Народната банка која што ги покачува каматите, кои што дополнително создава товар на бизнесот, без малку државата да нема никаква мерка за да ја сузбие. Постојат повеќе причини за стимулирање на инфлација од страна на владата, но освен поголемите средства од даноци на власт и одговара и инфлацијата од аспект на односот на јавниот долг наспроти бруто домашниот производ. Задолжувањето е огромно и од 4,7 милиарди евра во јуни 2017-та, 6 години подоцна, јавниот долг е поголем за речиси 4 милиарди евра. Над 8,3 милиарди евра имаме долг, а еден барам како предизвик да искочи да ми каже што е направено за овие 6 години за долг кој што е поголем колку сите влади претходно направен само за 6 години. Лажат кога велат дека се враќаат долгови од времето на ВМРО ДПМН. Да беше така, јавниот долг во моментов немаше да изнесува 8,3 милиарди евра. Повеќе од 600 милиони евра годишно го зголемуваат јавниот долг, а што е ефектот, почитувани граѓани? Незавршен автопат Кичево Охрид, неизграден клинички центар, недоизградени финки и ФФК и многу други основни проекти пред 6 години, а да не зборуваме дека на прсти се бројат нови институции, нови инвестициски проекти кои ги имаат почнато и завршено. И за да не испадне дека паушално говорим, еве само дозволете ми неколку бројки да ви прочитам пред вас. Од Бирото за регионален развој, капитални дотации до единиците за локални самоуправи минус 97 милиони денари помалку. 97 милиони денари ќе имаат помалку граѓаните затоа што излегоа на изборите и ја казни оваа криминална клика која што
навистина повеќе не може да ја гледаат. Од Министерството за финансии, ова се расходи од заеми, развојни проекти, финансиска поддршка на општините, за други градежни објекти минус 64 милиони денари, а вложување нефинансиски средства минус 85 милиони денари. Ова е само за општините. Што државата ќе помогне на општините? Ова се кратењата. Министерство за здравство, Општа болница Кичево минус 20 милиони денари. Други градежни објекти за клинички центар во Скопје и Штип само во овој ребаланс, кој што ќе има нов на крајот од годината, минус 33 милиони денари, а изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип од аспект на заеми од Европската унија минус 72 милиони денари. Ајде да видиме во образованието, вие махери кои што не може да обезбедат ниту нови учебници за децата. Купување на опрема и машини минус 40 милиони денари. Реконструкција на основни училишта минус 74 милиони денари. Изградба на училишни и спортски сали во основни училишта минус 42 милиони денари. Реконструкција на средни училишта минус 40 милиони денари. Изградба и реконструкција на студентски домови минус 8 милиони денари. Од аспект на заемите, изградба на училишни спортски сали минус 53 милиони денари. И замислете го безобразвуков. Енергетски ефикасна рехабилитација на студентски домови минус 96 милиони денари. Навистина би сакал сега да ги видам оние омилени студентски лидери на власта кои што мене лично и колегите тука пред една година не убедуваа дека има акцијски план, да излезат и да кажат што е реализирано од тој акцијски план и зошто молчат кога се скратуваат толку средства за студентите, затоа што се партиски инструирани, затоа што не им е интересот на студентите пред нив. Ајде да видиме во Министерството за труд и социјална политика. Изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита, тоа се отприлика, така наречено популарно, градинките. Закупување на опрема, резерви за капитални расходи, градежни објекти, отприлика 60 милиони денари се кратат само за оваа ставка. Значи, од 9 до 12 месец. 3 месеци минус 60 милиони денари. Имаме за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица, отприлика 18 милиони денари кои што се кратат. Субвенционирање на придонеси за поддршка на плати. Овде можете да го видите падот на бројот на вработените, каде што Министерството со трансфери кон овие институции ги скратува за 200 до 300 милиони денари. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Хидросистем Злетовица отприлика 34 милиони денари. Можете да видите дека во резервите за капитални расходи се кратат 135 милиони денари. Да не зборам од аспект на задолжувањата. Министерството за транспорт и врски, тоа што треба да биде контрибутор и главен, би кажал, ете локомотивата на капиталните инвестиции. Сообраќај и комуникации минус 35 милиони денари. Урбанизам и градежништво 87 милиони денари. Но каде е тука клучот? Од аспект на заемите. Купување на опрема и машини минус 45 милиони денари. Проект за водоснабдување и одведување на отпадни води 167 милиони денари минус. Ова е за општините. Директно за проекти на општините. Министерство за животна средина и просторно планирање, управување и заштита од води над 100 милиони денари и така натака и така натака. Сега, клучот се наоѓа во нешто сосема друго. За ова ќе се скрати, но има каде ќе се покачи. Можете да ја видите ставката на Министерството за внатрешни работи, каде што за купување на возила има плюс 30 милиони денари од првично предвидените средства. Тоа е Министерството на Оливер Спасовски. И никој не би имал против, доколку се набават возила како, би рекол, за потребите на Министерството за внатрешни работи од страна на оперативен аспект или нови полициски возила, но имаме против затоа што ова ќе биде искористено за набавка на нови луксузни возила за превезување на администрацијата, на министерот, на заменикот и на началниците. И замислете кој ќе го добие тендерот, една фирма од Куманово, која што традиционално последниве 6 години ги добива тендериве. А што мислите, оние средства кои што ќе бидат внесени во другите министерства, која фирма ќе ги добие? Нормално онаа кој што ги организира оние прослави за отпочнување на автопатите и онаа фирма која што константно е избрана за подизведувач на компаниите, односно преку компаниите кои што се изведуваат и избираат преку министерството кој што ги раководи за ДУИ. И замислете, сите овие компании имаат едно заедничко ткиво, а тоа е дека се донатори на ДУИ и на СДСМ. Токму за таа цел, ВМРО, ДПМН и пратеничката група на коалицијата за обнова на Македонија поднесе 14 амандмани, со кои што бараме државата да ги реалоцира овие расходи и едноставно да им помогне на граѓаните. Повторно по кој знае кој пат бараме намалување на ДДВ-то за основните прехранбени производи,
Бараме намалување на ДДВ-то за огревното дрво, бараме намалување на ДДВ за електричната енергија, бараме намалување на другите ставки од кои што државата треба како приход да се откаже за да им помогне на граѓаните. Бараме да се одвои пристојна сума на средства со која што пензионерите би можеле да добијат достоинствен предлог за да им се реши нивниот проблем. Вака концепирана одлука како што вие сте ја понеле, ВМРО-ДПМНЕ нема намера да подржи, заради тоа што не сакаме да бидеме учесници во еден криминал, затоа што не сакаме да служиме како алиби за кој што криминалната коалиција на власта, криејки се позади граѓаните, на кои што треба да им ги покачат платите, ќе продолжи да краде за истите тие граѓани да немаат наредната година од каде да земат плата. Ваква одлука која што е срамота за институциите на системот, која што е срам на една влада која што само ги покажува последните контури од незиното недомаќинско владење и се обидува уште секој денар кој што е оставен во буџетот да го испокраде пред заминување, нормално финансирајќи нелегални активности како измени во кривичниот законник или закон за амнестија, едноставно нема да помине. Ќе имаме жестока дебата во која што сите овие аргументи ќе бидат произнесени, на крај граѓаните ќе донесат суд за тоа кој се грижи за домаќинско нивните средства да бидат искористени, а кој едноставно сака да продолжи со набавките, со тендерите во 4 очи и со крадењето на народните пари. Благодарам.